вечерашниот говор, бидејќи не сум се уште научен да држам вакви говори по вакви места, но додека одев по патот на 2-3 места ќе се утепавме за малку. И не можеме да не почнеме од патот. Знаете, предпоставувам повеќето од вас овде дека јас сум од Штип, горчти пијанец по потекло и сум одел многу често од оваа страна и патот е ваков со децении наназад, односно откако јас се сеќавам. И ако ја проанализираме ситуацијата, а по некој пат дури јас можам да го заборавам мојот мобилен. Еве Груевски ми вика, ми кажа колку пари ќе ми даде дотека. И што кажа Груевски за мене, не можев добро да запамтам за ситни пари, сум работел за Бранко Црвенковски и раат, да се немало од овој Бранко Црвенковски. Како ноќ на мора му е, ама како што кажа председателот Тито Петковски, најверојатно тоа е така затоа што на крај сам си призна, Бранко е најдобриот председател на опозицијата според него. Јас имам многу пријатели од овој дел од Македонија, заедно со вашите сограѓани полицајците од Виница учествувавме во 2001 година, имавме неколку многу тешки ситуации, неколку од нив смртоносни. И предпоставам дека нема никој од нив вечер овде, иако и од овие рефлектори не можам да видам, но сигурно дека не смеат да дојдат, бидејќи ако се појават на ваков митинг, тогаш може да настрадат на работа. Верувам дека е кеф да ме видат во вакво издание и верувам дека се чудат како сега одеднаш јас од маскерна униформа, митралези, бомби, пушки заврши вака на говорница да држам говори. Сепак ние ќе ги поздравиме нив и јас сите колеги полицајци, професионални војници и сите вработени во армијата. Повикам да гласат за Венцо, за доктор Венцо, бидејќи лично го познавам и сум убеден дека ќе направи многу добри работи за Виница и нека гласат за него, дури ако не се сигурни, јас си гарантирам, а после изборите ќе покажеме зашто треба да гласат за него. Сите знаеме дека во овој дел на Македонија младите на големо си селуват. Не само младите и постарите, ама и оние уште постарите кои што можат. Знаете дека се зборува дека пола Виници и околината се иселија во Италија, дел во Западна Европа. Зошто е тоа така? Некој ги обвинува не биле патриоти, земале бугарски пасоши. Па не бугарски пасоши. Ке земат и африкански пасоши, луѓето немат пари леп да јадат. Лесно е на овие краци. Фамилијата, кои што секојдневно прават толку многу пари, јас верувам дека да одвојат од крадените пари за еден ден дека цела Виница може да ја оправат. И лесно е на Миленко, на Јанко и на Латас да ги обвинуват сите оние кои што земале бугарски пасош да ги прават предавници. Но нека дојдат овде малку, нека живеат во Виница, ама не со нивните плати од по 5-6 илјади, па и повеќе евра. Нека дојдат да живеат со 100 евра, а некои можеби немат ни толку. Нека дојдат, нека ја работат оваа земја, да видат колку се раѓа од неа и како е тешко да се преживее. Многу е лесно да се обвинуват луѓето дека се подоши, предавници или дека се грци. Но нека дојдат овде, нека живеат, бидејќи таквите подели кои што тие ни ги наметнаа го доведуваат во опасност целиот македонски народ. Затоа што Македонија не е само во Скопје, Македонија е Источна Македонија, Македонија е и Западна Македонија. Да направиме една споредба како Али Ахмети се однесува кон Западна Македонија, коалициониот партнер и најдобро другарче на Никола Груевски. Видете, а Западна Македонија каква е Источна Македонија. На крај ќе се случи да ја изгубиме територијата на Западна Македонија и да го изгубиме народот од Источна Македонија. Тоа е она што ни се заканува. Тоа е она што ни се заканува со оваа ненародна корумпирана режимска власт. Но ние тоа нема да го дозволиме. Тие нас не натера луѓе кои што порано сме биле членови активисти и сме го стакале ВМРО ДПМН од срце, денес да се свртиме против нив, затоа што тие не се ВМРО-вци. Оние кои
што сега владеат со ВМРО ДПМН СС, но не се вистински ВМРО-вци. Јас верувам дека сите овде сте ВМРО-вци, бидејќи секој македонец со раѓање станува ВМРО-вец, секој патриот кој што си ја сака државата е ВМРО-вец. Тие ги узурпираат четирите свети букви, па го слушам вчера Груевски, не знам каде зборуваше, тие биле ВМРО, па тој не знае што значи ВМРО. ВМРО значи внатрешна македонска револуционерна организација, а Груевски како председател на ВМРО би му дошло нешто како еден од најголемите ВМРО-вци или еден од најголемите револуционери. Па каков револуционер е оној македонски револуционер кој што командант на УЧК, командант Флорина Алија Стала Джафери ги молев пред собранието: дајте барем 9 мажи или 9 храбри господи од ВМРО ДПМН од нивната коалиција да не гласат Тала Джафери да стане министер за одбрана, и тој немаше да стане, ќе немаа мнозинство. Но не се најде ниту еден да му се спротистави на нивниот лидер Груевски. Предпоставувам знаете зошто, бидејќи неговиот стил на владење е сличен на еден познат фирер од историјата. Со таков стил на владење тој направи од неговите пратеници горди послушници. Горди послушници од кои што не се најде ниту еден маж да каже не може Тала Джафери да биде министер за одбрана. Но затоа сме овде ние од достоинство, а се надевам дека во иднини со помош на нашите партнери од Сојузот за иднината да покренеме еден референдум на кој што ние ќе го сменеме Тала Джафери. Благодарение на сите од Сојузот за иднината. Затоа, онаа теорија на Груевски дека кој не е со него е против Македонија, тотално не е издржана, бидејќи кој е со Груевски, тој е против Македонија. Как секој оној кој што ќе гласа за ВМРО ДПМН треба да знае дека гласа Тала Джафери да биде министер за одбрана. Кажете и до тоа на вашите сограѓани кои што се уште гласат за ВМРО ДПМН, дека нивниот глас даден за ВМРО ДПМН е глас за Тала Джафери. Затоа ве повикувам сите вас и да ја пренесеме оваа енергија од вечерашниот собир, заедно да направиме се што можеме доктор Венцо да стане иден градоначелник од Виница. И знам неговите квалитети, а и поубав од другиот против кандидат. Да помогнеме да ја спасиме започеток Виница, а потоа заедно со целиот Сојуз за иднината да ја помогнеме на Македонија. Да живее Република Македонија, да живее Виница.